Јас сум Станка Зафировска, живеам во Долно Лисиче, мажена со 2 керки. Керките се ми мажени, имам внучиња 2 од втората керка, тие ги чувам јас. Откако се родени тие, Тони и Теодор, значи јас ги чувам. Се со мене. Животот еве како го живееме. Мажо сам работи, јас дома, ама ускоро време еве го почнав и јас више, значи, за да му дадам малку грб на него, за да работам и јас. Фала на Господа за сега, пак така и така сме. Ама би сакала, значи, за куќава, не ни е доправена уште, се започна, се заостави. Еден апел до, како да кажам сега, до граѓаните или до проект Среќа, што се вика, за да почнат пак. Благодарна сум од Кристина Арнундова, значи со нејзе. Многу ни помогне и таја. Дечињава исто, на одмор кога треба да одат, обавезно ги викаа, значи, доста ни помогна и Кристина. Јас сум благодарна од нејзе многу. Премногу сум благодарна. Дечињата имаат сега на 12 март, прават 10 години. Како се породи мајка им со нив, јас ги изгледав тие дечиња. Значи село знае за нив овдека. Со мајката се случи, пошто бракот не им беше како што треба. 6 години беа заедно со него, ама бракот беше така, иди ми, дојди ми. Јас викам, ајде, за да не бидеме лоши родители, за да се задржи тој брак, ама никако не биде. Ми еднаш и реков, Емилија, мајка, викам, стварно е срамота ова, сега 2 дечиња Господ со близначињата, а третото девојче беше исто. Ама мама вика, морално беше, викам, сине да се оставите. Они плюс и не беа венчани, значи така бракот со нив. И ја оставив тука кај мене, си остана и така се разведоа. Ама еве сега, па пак се омажи на второ место е. Ама јас децата не ги дадам. Пошто децава и машки дека са, тамо не ги прифатија. Само девојчето е прифатено со незе, со мајката си е. Ама еве, јас си ги чувам нив. Скоро 10 години се со мене. Од бебења, еве ги до сега. Катастрофа ни е било. Ни купатило, ништо сме немале, значи. Ништо. Ни дрва, нити мажот од работа ќе дојде, ќе оди по Вардарот, дека дрва да собере, за да се донесе. Сум имала регалче, не да не сум имала. Ја од мака земав, сум го искршила, значи дрва сум немала. Морална бев, значи тоа да го направам. Ама све због деца. Ама после тоа се смени малце од малце. Струја сум немала, значи струја немавме, без струја толку години. Се така на свеќа. Така сме го живеале животот. Ама од после, значи, кога дојдова, го сменија малце од малце кровот, ама таблите се сине све скршени. Значи такви табли стари ни донесова. Стари табли ни донесова. Тоа бидна така, е вратата, оваа врата, прозорот и од другата страна прозорот отворивме и таму е, значи, направено, донесено прозор, врата и све така. После тоа така се остави. Значи се заустави. Толку му беше тоа. Потребна ни е, сине, све, ке влезете, ке видите внатре, значи. Зидовите се само излепени со стиропол и така се оставија. Ламинатот, значи, се сум земела и имам, значи, материјал имам. Тоа што имам, значи, што сум можела сум купила и што ми донесоа. Еве ги плочкиве, више 2 години стојат надвор.
Едните плочки ги залепивме во ходникот овдека и кујната од студио Стојанче што е, он се пријави, се оноди, он ја направи кујната и тоа тета. Од првото тоа што го имавме, телевизор ни донесоа, машина за перење, значи, а за другото е него кревети, со регалче, со едно со друго, тоа немаме ништо, се ни е празно натре. Слободно влезете, ќе видите. И купатилото не ни е направено, а материјал имам за купатилото, значи се. Жарко Василевски тоа ми го донесе, кај Жан Митрев што работи, он тоа, ма еве го стои. Значи материјалот си стои. Све што ми донесоа и што сум купила јас нешто, значи се си стои. Ламперијата ми е скоро откачена овде, уште да падне. Па очекувам најубави вести да ми кажат, значи од проект Среќа. Денес е совршен пролетен ден, совршено време да однесеме добри вести некому. Кому ќе ги однесеме добрите вести, ќе ви кажам сега. Во домот Лисиче на улица 2 живеат баба Станка, дедо Веле и нивните внуци Тони и Тео. Нивната приказна, животна приказна не е ни малку лесна. Всушност, тие се грижат за нивните внуци, бидејќи нивната мајка ги има оставена. Нивното секојдневие е тешко. Живеа само од платата на дедо Веле. Скоро почна да работи баба Станка, па вела дека им е полесно. Но многу често остануваа без струја, без храна и без основни производи. Тони и Тео се прекрасни, весели деца кои што ги знаеме одамна, бидејќи си дел од проект Среќа. Денес сме овде да им ги кажеме за нив најубавите вести. Баба Станка и дедо Веле многу често апелираа на медиумите некој да им помогне да го направат нивниот мал скромен дом да биде функционален. Тие во моментот немаат ни тоалет, а најголемата желба на Тони и Тео да имаат своја детска соба каде што ќе можат да си ги викнат другарчината на гости. Епа денес сме дојдени да им ги кажеме најубавите вести. Тие ќе добијат нов дом. Добре дојдовте во уште една епизода на проект Куќа. Заедно градиме среќа. Ајде! А идли е работа! Едно прашање само. Тони и Тео да ми кажете кај живеат? Тука уличката лево и само право продолжете. Фала ви многу. Поздрав! Ми кажа дека е тука некаде. Мислам дека ќе го најдеме. Нема тука многу куќи. Тука негде сме. Чега да поминеме тука. Океј. Дали е тука? Не е тука. Ово е као криенка со син ми која си играм. Дали си тука? Не си. А да не е тука? Не. Аха. Ова би требало да е местото. Чекај, нема звонче. Добар ден! Најде, добро дојдовте. Како сте? Добри си, не, добро дојдовте. Опа, хело! Сине, добро дојде. Добро ве најдов. Мило ми е што Вие дојдовте. сте баба Станка. Сине, јас. Јас сум Кристина. Мило ми е. Мене ми уште помило што дојдов. Мене ми уште померак. Примате гости денес? Слободно, слободно. Секој ден примам. Браво, гости. вие сте дедо Веле, така? Добро, значи ја денес малку ве изненадив. А вие изненадени сте? Да. Да. Кажете ми кај да влезам, да седнеме, Кажи кажеме си малку кај сакаш, лове. сакаш Кај тука сакаш? во кујната, сакаш тама во собата. Кај
Ајде си седите таму. Ајде се тука едно Може, столче. ајде си наоди на тета да Ајде. седи столче. Седни тука ти. Фала. Седни си, слободно седи. Што си правите вие вака? Добри си, не само Саботно? преска што дојдов од работа и јас. Брзо да стигнам. Ти баба Танка сега почна да работи. Сега така? сине, сега само еве 3 месеца така. И како е на новата работа? Одлично. Одлично. Сега Сега лека порано да најде вака. Супер ке беше. Само ме децава ме седите довеле, седете си да се што намазат. беа мали сине, те не може да ги заоставам сами мали да седат. Сега се малце поголеми, сега си знаат за себе. Сега знаат, Да. све знаат. Куварот му е прави јадење. Кој највише ти помага? Еве го. Ти готвиш? Он готви. Што знаеш најдобро да готвиш? Па, навеќе само компри да пишам. А пржени лепчиња знаеш да правиш? Шпагети да вариш? Ого. Пржено јајце? Лепи маргарин? Да, кажи се. Лепи мармелад? Па све знаеш! Ама се знае Кики, стварно знае се. И ова е, ама, ова е повише така се бутка околу јадењево. Со мене. Да ви кажам нешто. Кажи си, мислам. Јас сакам сега, ако не ви е проблем, да ми покажете како живеете. Значи, сине, да ме слободно. прошетате и да ми кажете Слободно, сине, слободно. кои се вашите услови и што ви е најголемата мака у живењето. Мака, у животот не е, еве сине да се средиме како сите така и јас да бидам. Јас сум била некад, значи сум имала се. Ама откако ни се родија Тони и Теодор, на овие 10 години се надолу. Ајде ме со мене. Ја мислам дека сега ќе тргне нагоре. Дај Боже. Знаете ли Дај зашто? Боже, ја викам Златна Знаете Свети зашто? Никола. Златна Затоа Свети што- Никола и таа ни помогна. Затоа што јас верувам дека е тоа така. Затоа што ја денес дојдов да ви кажам убавите вести. Утре ќе се селиме. Види го. Кажи ми Еле. нешто. За колку време може да се спакувате? За денес или за утре Кики? За утре може? Утре се прави куќата. Утре се прави куќата! И јас? А значи, не више, нема више солзи, готово, заврши ја тие муабети. Тоа Плачењето заврши. Не, Кога ќе се вратите тука, Од, ќе биде сосема Јас сум возбуден. Јеј! се возбудих така. Ова ми е најголемата желба што Само ми беше, ама едино- еве ми се успеа. Ја има успеа. двајца. Само за Ја нив имам Кики, само за мене две. не. Вие ми сте и синови И внуци. Треба више, ја ве молам више плачки, да нема, не, сега само ама. се радуваме дечки. Ајде, Ајде, дојде. Господ, славни Ајде. Свети Никола. Ајде. Сум ја започнала сине 3-та година ми е. Значи, ова ви е дневната соба, Да, тука правите све. тук. Така. Таму јас. Тука се спија деца. Едниот Како што внук, беше Тука сега. едниот со баба му. Спиеме Ја и со Тони мене. таму спиеме. Ела ова. Теодор и дева му тука Еве. спиеме. Така. Значи, ова ќе биде собата на Тоните, Да, ова ова соба на е. Еве Тони. ламинат. Друго да ве прашам сакам. Кажи се. Како следат настава Тоните? Никако интернет немаме. Интернетот ми го исклучија. Проект Куќа е всушност Не мене ми е емисија најшто која душата што ми е е више. создадена да ги Дај Боже да ги сине. среќува Секогаш семејствата. вака да ги и деца. усреќуваш. Секогаш да даде Господ. Ти што трошиш си на тебе Господ, повише дека ти докнади. Дојте Повише Што Господ. ќе биде ова тука, кажи ми? Децка. Каква детка? Наша. Најубава? Да. Кажи му каква боја сакате. Зелено со плаво, тоа ќе кажат мотата Варица. Зелено со плаво? Да. Пола? Да. Договорено. Ајде. Како Значи, сакате, дечки, така. јас сакам да ви помогнам да се пакувате или можете сами? Можеме само. Јеј, добро. Сега кажете ми, купатилото, значи вие до сега немавте. Немаме си на Ево, корито бе мајка у корито, Еве еве го како е. како е. Слободно види. Ете го. Значи тука ќе правиме нов тоалет. Да. Значи, Ако јас може. и проект Куќа и добрите луѓе кои што донираат, компаниите што донираат, Важи си. компанијата Адра, градежна компанија која што се напати да ја направи вашата куќа, градежните работи, ќе се потрудиме да ви ги исполниме сите желби. Да. Во рамките на можностите, бидејќи тука сме реално многу ограничени. Да. Мило ме сине да Но, се жива здраво и твоите деца. Јас сега да оставам вас
ве оставам да се пакувате, се гледаме, ќе ве барам. Вас обавезно ќе ве барам да видам како изчекувате и така натаму, ај малку ќе се дружиме. Ве оставам. Ке знаеш каде ќе престојуваме. Знам каде престојувате. Ве оставам да се пакувате. Без мене отишете. А јас утре доаѓам тука со мајсторите да почнеме да работиме. Добро. Океј. Чао! Чао! Прозорски отвори, таму да видиме на тој дел може да се извади, ама мора да идеме лево зашто таму е комшијата. Кога ќе сруши све најдобро кров, кога ти се бутне зад и тогаш може да се точно оцрта да се дефинира дали 80-ка, 90-ка прозорка. Да, прозорно во тој цифров. Светлина, да. Тие се убави. Не би ги Не, тоа е супер. Тоа е супер. Не би ги чепкал овие плочки, реално. Ова е супер. Оваа кујна ќе искористим, само ќе ја надградим. Ова е нова. Да, зашто кујната би ја и од исти вакви материјали ќе нарачаме што треба да се допре. Добро. Кујната е нова, да, ова име донираме кујна, така да знам дека е нова, да имате умивалник, тоа све е окей. Се наоѓаме во куќата на Тони и Тео, баба Станка иде до Веле и конечно почнавме со работа и многу сме возбудени поради тоа. А со мене денес овде е Ирина Петковска, која што е дипломирана архитект и која што ќе ни помогне за овој дом да го уредиме не само најубаво, туку и најпрактично и најрационално да го искористиме просторот. Добре дојде во проект куќа, Ирина. Фала многу, фала што ме имате. Што ме примивте на вака убава. Со широко срце да ти благодариме, секогаш луѓе како тебе се овде добре дојдени. Сега разгледувавме малку низ просторот. Кажи ми што мислиш за овој простор? Значи просторот има потенцијал. Ќе го направиме многу функционален, ќе го направиме многу убав. Така. Луѓето да се живеат како што секој треба. треба да живее, да. Така е, да. Се наоѓаме моментално во детската соба, односно тоа што треба да е детска соба на Тони и Тео. Да. Тони и Тео од секогаш посакувале детска соба со години и тоа им е најголемата желба и затоа сакам да ја направиме стварно најубава. И денес сме баш поради тоа овде, значи да се договориме како ќе изгледа. Има потенцијал тука за работа, нели? Ова има и многу фина квадратура, значи просторов, така да ќе си имате простор за работа, нормално за одмор, за дружба, за да конечно ета и социализираат. Да дојдат другарчиња, да се викнат некој, значи тоа што секој дете треба да си... Тука значи сакаме да ставиме две креветчиња, едно кревече таму, едно таму и две работни бироа и сакаат многу да имаат телевизор у соба. Значи да им најдеме место и за тоа. Сега може да почнеме со нашата работа да мериме, да се договараме и така натаму. Ајде. Сите сме среќни затоа што конечно почнавме со работа на куќата во Долно Лисиче на Тони и Тео на баба Станка и дедо Вели. И овде се наоѓам со Александар кој што е архитект во фирмата Балкан Градба, кој што е изведувач на оваа куќа. Ви благодарам многу што вака навремено и експедитивно веднаш почнавте. Значи денес почнавме и многу имате завршена работа. Што све направивте? Денеска ево како што гледате почнавме со демонтажа на кровот. Ја обезбедивме струјата и исклучивме која е поставена неправилно и непрофесионално и е небезбедна, мораше да исклучиме. Кровот отпочна да се демонтира, таму заради небезбедниот зид што е поставен. Така. И тој веќе го рушиме. Чекаме во секој момент да пристигне возило да се исфрла веќе шутот. Веќе има многу шут, да. Така, да, веќе се собира шутот. И имаме постапка, значи каде што веќе очекуваме утре задутре да отпочнеме веќе и со правење на новите делови. Одлично, значи тука ќе работиме многу на оваа куќа. Куќата е мала, но бара многу работа. Значи на прв поглед личи дека нема многу работа, ама реално бидејќи се правиме, ќе има работа. Така, значи правиме нов кров, нова фасада, нова водоводна инсталација, електрична. Купатилото комплетно, значи така.
во изработка, значи со сите потребни фази, електрика, водовод, кошулица, хидроизолација, поставување на плочки, сите потребни елементи за него за да се доведе во функција. Исто така електриката треба се постави во целиот објект. Кровот ќе оди во фаза дрвена конструкција, ќе оди оплатирање со даска, врз неја оди во пресек, значи парапропусна фолија, дупла летва, термоизолација кровна и поставување на лим и обшивките за да не протекува како што претходно им протекувало во домот. Да. Значи ќе направиме еден функционален дом. И топол дом. Да, има исто така плафонот треба да се обезбеди со нов плафон кој ќе биде од КНАУ систем. Исто ќе има во него исто термоизолација плафонска која ќе подобри ефикасноста на грејењето во нивниот дом. Да. На тоа особено да се грижиме сите, значи таа енергетска ефикасност. Буквално мала куќа темелно ги опфаќа сите фази што се отпочнуваат после каравинска фаза, што претходно мора сите да се извршат, да се демонтираат и да се отпочнат од нула како што треба. Ќе бидеме ли брзи, Александар? Па очекуваме, да. Очекуваме брзо да одат. Во вакви проекти многу е битно да сме брзи затоа што семејството е многу нетрпеливо да се врати дома и нетрпеливо да си го види новиот дом. Токму целта на проект Куќа е да всушност ги израдуваме и што поскоро влезат во нивниот топол дом. Ви благодарам многу што сте со нас и верувам дека ќе направиме и дека ќе изведете еден одличен проект и се гледаме пак наскоро. Да ми кажеш до кај сте. Па се гледаме. Врне веќе со денови и никој не знае кога ќе заврши овој дожд. А тоа е голем проблем за нас, бидејќи работата на куќата е сопрена. Конечно работиме и конечно сонце. Велам конечно затоа што немавме среќа со времето. 2 недели без престани врнеше. 2 недели не можевме ништо да сработиме и така стоја работите. Изгубив надеж дека ќе тргне работата. Но конечно сонце и нашите работници вредно работат. Кровот е веќе при крај, тоа ни е едно од најбитните нешта, да се заврши кровот и да биде стварно квалитетен. Работниците се перфектни, работат многу брзо и многу квалитетно и тоа ме радува на вистина. И овој пат имам голема благодарност до оние кои што ни овозможија за рекордно брзо време да собереме средства со кои што ги покривме трошоците за работната рака, за да можат работниците непречено да работат. И овој пат имаме донација од 2 анонимни донации и една од нашите пријатели Road Legends, кои што и во минатите емисии беа наша поддршка, кои што се општествена одговорна компанија од Чикаго, но имаат своји представништва и во Штип и во Скопје. Им благодариме што се наша поддршка, затоа што се ова нема да биде возможно без вашите големи срца, без големите срца на донаторите. Да видиме сега што работат мајсторите и дали си ја извршуваат добро работата. Ајде. Значи доаѓаме да видиме што работат нашите Зоки, Даниел и Јацо, како оди работата, мајстори, како оди работата? Супер, работата оди многу добро. Секојдневно се работи, малку времето не е. Да. 3-4 дена имаше дождови, ама сега е убаво времето. Па и не беа баш 3-4 дена, да, може би 10 дена, добро врнеше. Али сега кровот е више при крај, денес ќе ставиме лим и мислам од утре ќе може да почне да се работи однатре во Од утре почнуваме со електрика, со водовод, со гипс, со све може да почнете. Морам да признам дека многу добро е изведен кровот, све е ново, добра изолација, мајсторски направено. И тоа е многу важно за оваа куќа, да може уште 100 години да се ја користи. Да, 100%. Со овој кров конструкција, значи
Има векови да. Гледате самите на Добра изолација. 3 сантима со шпина набиено со либератор по прописи направено све. Браво! Све е под лансерски поставено багрес, значи Јас сега ќе ве оставам, нема да ви одземам време, ќе ве оставам да си работите. И се гледаме следен пат више кога се видиме све ќе биде тука завршено. Имајте си убав ден, ја одам да си бркам моја работа, а вие вашата. Исто и вие. Чао, чао. чао. Во овој момент куќата е празна и спремна за работа. Иако може би сега изгледа страшно, јас знам дека на крај ќе имаме вистинска убавица. Се наоѓаме во салонот на нашите пријатели за бела техника Riversoft, кои што се ексклузивни застапници за брендот Vox за Македонија. Тие се наши пријатели во секоја епизода на Проект Куќа, а денес сме во салонот во Куманово, чекајќи да отворат и во Скопје. Добра вест е што Аджико и Riversoft се еден до друг во Куманово, па можеме на брзина да испазаруваме и бела техника и по кукнина. Значи денес бела техника за во домот на во долно лисиче. Потребно ни е машина за перење, фрижидер, шпорет, нормално. И мислам дека горе-доле е тоа. Со тоа што треба да најдеме некоја машина за перење, која што е малку помала, бидејќи тоалетите кои што ги работиме реално се малечки. Пред нас се фрижидерите, така да мислам дека прво ќе одберам фрижидер. Ово е без замрзивач и таков не ни треба сега. Vox не само што имаат супер модели, туку имаат и најдобра цена на пазарот. За овие пари, вистина не можете да најдете фрижидер од ваква класа. Чекај да видам. Реално, една тајна да ви откријам за техника и технологија сум тапа. Ич не се разбирам и секогаш ги бирам по естетика работите. Ова е многу убаво. Ова е замрзивач. Значи, вау. Одличен дизајн. Ова е мојот избор. Одлично. Тука бевме брзи, ајде сега да одбереме и шпорет за баба Станка да готви превкусни јадења. Тука сме кај шпоретите. Ова е со помала димензија. Нас ни треба едно класичен. Одлично. Ова е тоа што ни треба. Баш сум брза, веќе им ги знам на памет производите. Сега, одиме да најдеме машина за перење. Ова е одличен избор. До 8 килограми, тоа значи дека може да испере до стаалиште во исто време, а тоа е многу важно за кога имаш деца, како тоните, кои што многу сакаат да се играат надвор и постојано се валкаат. Ни остана да одбереме уште тостерче и мислам дека сме готови. А секако, кога се работи за тостери, повторно е тука Vox. Тостер скара, тостер, да не знае човек што да одбере. Нас ни треба нешто малку помало. Мислам дека ова е тоа што не треба.
Па завршивме во Риверсофт и сега може да се вратам назад и да видам до кај се мајсторите, бидејќи брзаме, веќе е ладно и веќе семејството мора да се врати дома. Ступ има туј, еден на средина, еден таму на крај. Правите што мислите да правите, Не, немам зашто појма. гледај, многу е фактички веќе од кровот добивате уште трешница, нема потреба да за тема. Човек уште треба. Нека донесе таму Сега папиви. ќе на Головоджи да видам, ама кога може тие да почне да работат? Сега не е спремно за работа. Значи, може слободно утре да почнат плафони страни, што тука може. Електричарите денес, сега Да, они рекате поминат, Сега доаѓа. Стариот зид во дневната соба е срушен и изградивме нов. Сега дневната соба е поширока, токму онаква каква што баба Станка посакувала од секогаш да биде. Сега ќе има место и за кујна, и за трапезарија, а богами и да си уживаат во неа. Мајсторите го привршуваат кровот и го покриваат со најквалитетен лим. Од оваа стара куќа нема веќе да има ништо старо, бидејќи се е ново. Ова се големи реконструкции, кои за некого траат долго, некогаш и по цела година. Но јас и оваа вредна екипа ќе дадеме се од себе и да направиме мала магија, да завршиме се на вистина брзо, но и квалитетно. Нашите верни пријатели Хромак секогаш доаѓаат први, а тоа е затоа што без нив нема почеток на работите. Без нив нема молерисување, лакирање и лепење. Ви благодариме Хромак што сте наши верни и хумани пријатели. Плочките за овој дом и овој пат ги обезбеди компанијата Kera Pro, кои што се наши пријатели. Ви благодариме од срце. Стигнавме да го средуваме и предниот дел од куќата. Тие од секогаш сакаат да имаат убав двор во кој што ќе можат да си седат. Сега ќе имаат и трем, и масичка, и навистина ќе биде место за уживање. Кошулицата во домот е веќе поставена. И тоа овој пат навистина перфектно. Домот досега имаше просторија за тоалет, но никогаш немаше вистински тоалет. Во тоалетот немаше спроведено ни водоводна инсталација, па тоа го правиме сега. Конечно, оваа семејство ќе има вистински тоалет. Не мора да го користат повеќе полското WC.
треба, таму треба помена. Колено се треба, така. Стигнавме до фазата кога јас треба да се сретнам со сите мајстори, односно со плочкарот, со молерот, со гипсарот, сите кои што следно треба да работат и да се договориме добро што точно ќе се работи. Пет, још, лајци. Добро? Тоа е тоа. Океј. Значи договорен. Спремен за одлика 10 на денат. За 10 спремен. Да. Може ли порано да биде? Да. Ќе се ремонтира работа. Добро, супер. Фала ти многу. Нема ништо. Готово. Тоа е тоа. Извини што касна. Чао, се гледаме. Чао, чао. Чао. Поздрав до сите. Ако треба, ќе гледам да избегнам колку можам, ако не ќе имам, како да речем, како мало ступче, вака за да ги избегнем овие ствари тука. Добре. Истото доаѓа, истиот момент имам и овдека. И овдека, и тука, вака, коцка како ступче да биде, ако не можеме да изведеме нешто друго. Ме разбираш, значи нема да биде нешто малте утре ќе биде како поинтересно, може да се стават и светла кои што ќе светат надолу. Мене ми е битно да е изолацијски, значи безбедно. Изолацијски само тервол мора да има и нема никаков проблем. Добро. Само тервол. Само тервол да се. А гледаш зашто збориме дека зидовите мора сите со гипс картон? Јас одма кажам, само што ги видам. Значи на ова што и да се залепи, ќе се одлепи. Ќе се одлепи, ќе падне. Ова е порозно, ова е старо, ова е... Нели? Да. Ако збориме за моментот да биде, да биде. Да, Така. крајме за да биде. Е така, да биде онака како што Како што треба. Затоа што еве ги како паѓале топките кај што биле лепени. Да. Ова е се од тоа од лепаков. Така. Тоа е тоа. И ова е најубаво целото да се извади, не е проблем, нели? Да се направи конструкција за гипсот, не налепени. Конструкција, тервол, гипс и рачунате дека тоа ќе биде херметички затворено за топлина. Така. Значи ќе биде херметички затворено. Значи има многу работа. Има работа, има. Мала кукичка, ама Па види, захтевна. Захтевна и тоа многу, затоа што сега за жал тоа е. Таква е била ситуацијата, тоа е да се направи од старо ново. Да. Бара внимание, бара да му се посветиш. Така. За после тоа да биде како што треба. Да може да живеат тука уште 100 години. 100 се малци. Зависно како ќе се суши, али 3 дена би требало да биде. За 3 дена би требало да е готово. 4 дена би било топ. Е сега да видиме каква боја да работи. Боите се Само зависно од колку квадрати ќе биде, кој зид како цели соби ќе бидат иста боја. Сега ќе одбереме од палетата на Максима. Ја имав, бидејќи е мал простор, да не правиме темно, значи да го направиме светло, ја имав во намисла ова боја. Некои од овие се многу слични. Може да одиме со оваа. Може. Да, оваа би била добра. А за детската, бидејќи се момче, може да одиме со плаво. Нели? Некоја од овие може да одиме со ова. Да не ја затвараме премногу, да не е темно плава, може да одиме со ова. Значи материјалите, пред да почнеш ќе ми се јавиш, материјалите од Хромат ќе бидат тука, почнуваме и завршуваме. И фала ти многу. Ништо. Се гледаме. Се видиме. Чао. Значи види толку добра кошулица. Браво. То. И за колку време се суши ова? А ќе биде сува да завршиме. Да ќе завршиме ќе биде. Значи ламинатот за 10 дена може да се мести. 15 дена. Најмо. Ама се запаји. Добро тоа преди да може. Должност ни направи многу работа и многу отворен ја правиме. Во Долно Лисиче работиме со забрзано темпо, но работата како да нема крај. Баш сега со мајсторите разговаравме за тоа, како мислевме и како се случува, значи мислевме дека порано ќе завршиме, но цело време се отвара нова работа, односно никогаш не знаеме пред да влеземе во домот што се не чека, пред да отвориме, пред да ги срушиме зидовите. И сега свативме дека зидовите се во многу лоша состојба, ќе треба прво да се одлепи постоечкиот гипс картон, па да се стави изолација, па се стави нов гипс картон, да се дозидува,
Значи има многу работи, иако до сега многу е завршено. Најбитно е да се сработи квалитетно и да може семејството овде да живее уште 100 години и да биде ова нивниот дом од сонништата. Како што гледате, кошулицата е сработена перфектно. Веќе почна да работат гипсарите. Изидана е, имаме нова кујна, нов простор за кујна, каде што ќе имаат кујна и трапезарија, она што до сега всушност го нема, бидејќи кујната беше во предсобието. Имаме веќе и денеска веќе имаме нов прозорец, имаме нова врата, значи се работи и тоа ме радува, но најмногу би ме радувало кога би завршиле побрзо, за да побрзо се врати семејството во нивниот дом. Конечно светлина во нивната дневна соба и во нивниот дом. Во оваа соба досега нема прозорец, немаше природно светло воопшто. Благодарение на ролопласт сега имаме нов прозорец и светло во домот на Станка, Веле, Тони и Тео.